Од Европскиот фронт на кој Ковачевски се надеваше дека пак ќе ги сплоти СДСМ и ДУИ, не остана ние. А уште помалку фронт, оти покрај подобноста што председателот на СДСМ му ја нудеше на Ахмети, желбата на екс-премиерот се урна како кула од карти, а фронтот се подели на два. На Ковачевски засега друштво му прават НСДП и ЛДП, а пак Ахмети изгледа си направи свој фронт со уште неверојатно 4 човек партии, меѓу кои и Мендух Тачи, предпознатлив како еден од првите функционери на американската црна листа. Дел од познавачите велат дека растурањето на веридбата пред политичкиот брак меѓу СДСМ и ДУИ е резултат на нивното лошо владење и страв од уште поголем пораз ако одат заедно. Партијата на Ахмети се тргна од Ковачевски, оти сите бегаат од бродот што тоне, а владата на Ковачевски стана Титаник, велат познавачите. Прво не се работи за никакви европски фронтови, тоа се фронтови за крадење и за криминал и за богатење на таа на мала група на луѓе. Второ, не дојде до создавање на заеднички листи помеѓу СДСМ и ДУИ, затоа што се појави албанската опозиција, која што има сериозен рейтинг, се приближува до ДУИ, тоа ги упоши. ДУИ отида сами. Јаневски вели дека некрунисаната коалиција се распадна и заради несогласувањата за пари меѓу партиите. Но сепак тоа според него не е пресудно. Главно е што знаат дека губат и сакаат колку толку да спасат некој глас, па се дистанцираат едни од други правејки мини коалиции. Второ, ова што сега го гледаме како коалиции, тоа не се никакви коалиции. НСДП и Дом, кога би легле сами на избори, веројатно не би имале повеќе од 5 гласа, него се работи за обид да се создаде некаква перцепција дека имаат некакви коалиции и широк коалицијски капацитет, што воопшто не е точно. Меѓутоа, во секој случај не станува збор за никакви европски фронтови, бидејќи се што прават е спротивно на европските начала. Тоа се фронтови за бизниси, за сорави, за регбитела, излекување пари и така натаму. На крајот на минатата година СДСМ започна иницијатива за формирање на широк европски фронт на сите политички и општествени чинители кои што го поддржуваат членството во Европската унија. Поприлично сигурна дека ДУИ нема да ја откаже љубов. Беше најавен како платформа заснувана на европски стандарди, вредности за подобар живот. Ковачевски тогаш зборуваше дека тој фронт ќе излезе со заеднички председателски кандидат. Само 7 месеци подоцна Ахмети си направи свој фронт, а Ковачевски остана со празни раце. На прашањето зошто СДСМ не е дел од фронтот кој токму тие го најавија, лидерот на СДСМ повтори веќе позната флоскула. Тие направиле најмногу за европскиот пат на земјава и си имале своја коалиција. Лош збор за Ахмети не слушнавме.